Почитувани, добар ден. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е народниот правобранител господинот Насер Зибери. Господине Зибери, обврската за менување на лични документи на граѓаните во изминатиот период предизвика огромен метеж на пунктовите во Министерството за внатрешни работи. На што се жалат граѓаните кои поднесоа представка до вас во изминативе 2-3 месеци? Представките во главном се однесуваат на две прашања. Првото е неможноста да закажат термин за стекнување со лични документи и второто е проблемот на надоместокот на трошоците за обновување на документи кои согласно законските решенија се валидни, а заради измените на Уставот тие практично од 12 февруари стануваат неважечки. Вие веќе 2 години упатувате за белешки и барања до институциите. Трошокот за вадењето на новите лични документи за оние граѓани кои имаат документи што се важечки, да биде на сметка на институциите, односно на буџетот. Каков одговор добивте од институциите кои што го одбија, односно не го спроведува вашето барање? Ние баравме владата да ги сноси, односно државата да ги сноси тие трошоци за сите граѓани кои по стапување на сила на измените на Уставот, амандманите и стапување на сила на Уставниот закон за спроведување на амандманите се стекнале со нови лични исправи документи со старото име на државата, а заради измени на Уставот, истите од 12 февруари ќе бидат неважечки. Бидејќи сметаме дека државата по стапување на сила на Уставниот закон за спроведување на амандманите не смеела да издава лични исправи со стари образци, односно со името Република Македонија. Туку за сите тие граѓани требало навреме Министерството за внатрешни работи да ги донесе подзаконските акти, со тоа и да ги уреди образците за издавање на личните исправи и со тоа граѓаните кои постапување на сила на амандманите и законот за спроведување на истите требале да добијат исправи валидни согласно Уставот на Република Северна Македонија. Имаше ли објаснување од институциите зошто тој трошок не е на сметка на буџетот? Министерството за внатрешни работи едноставно само се повика на одлука на владата, каде Министерството е задолжено да ги промени образците, односно подзаконските акти за издавање на личните исправи, а не предвидела средства за надоместок за граѓаните. Кој треба да понесе одговорност што во периодот од донесувањето на уставните измени од 2019 година па се до некаде средина на 2021 година во државава Министерството за внатрешни работи издаваше документи со старото име наместо со новото име како што гласеа уставните измени? Лично сметам дека по усвојување на измените владата на една од првите наредни седници требала со Министерството за внатрешни работи да изготви оперативен план за пристапување кон примена на уставните амандмани. А тоа подразбира еден временски роковник во рамките на кој прво ќе се пристапи кон измени на законите, законот за патни исправи, законот за безбедност во сообраќајот, законот за лични карти и по измените на овие закони веднаш да се задолжи Министерството за внатрешни работи да пристапи кон изменување на подзаконските акти, правилниците и образците и со тоа во рок од 6 месеци владата да биде спремна граѓаните да ги снабдува со нови лични документи согласно уставните амандмани. Тоа не е направено, што значи и одговорноста за тој пропуст, односно одлагање на примената на уставните амандмани при издавање на личните исправи е исклучиво на владата. Во изминатиот период дел од граѓаните се жалат дека и покрај тоа што се сликале пред неколку месеци, се уште не можат да добијат на време и готови пасоши. Дали поднесуваат представки до вас по овој устав и на што точно се жалат? По Нова година имаме представки во насока на тоа да и покрај
реализација на постапката за апликација и процедурата за сликање не можат навреме во предвидениот рок, во рокот 8 дена, да ги добијат исправите, поготово патните исправи. Добивте ли некакви официјални одговори од Министерството за внатрешни работи зошто за 8 дена не ги издаваат патните исправи како што е законскиот рок? Како што ви реков, овие преставки почна по Нова година да ни пристигнуваат и ние ќе се обратиме до Министерството за внатрешни работи посебно за овој дел, зошто има задоцнување во издавање на веќе изготвените, предпоставувам дека се изготвени тие исправи и ќе соодветно на тоа ќе реагираме, бидејќи во одредени неофицијални разговори имам информација дека има и недостаток на образци. Има, со сигурност тврдам, недостаток на образци за издавање на патни исправи двојазични, но мислам дека има недостаток на образци и за другите документи. Антикорупцијска комисија најави представка до Уставниот суд за проверка на законитоста на балансерот и вработувањето во администрацијата по етнички клуч. Каков е вашиот став за досегашната примена на балансерот? Мојот став кон примената на балансерот е од поодамна утврден и тој е резултат на представките кои народниот правобранител ги добива за дискриминација во постапките за вработување, при што еден голем број на представки одат во насока на тоа дека се злоупотребува изјаснувањето на етничката припадност при остварување на правото на вработување согласно огласите кои ги издаваат органите на управата и другите јавни органи и служби. Во која насока одат злоупотребите? Злоупотребите одат во насока доколку на огласот се бара работен со етничка припадност албанец, да се пријавуваат од други етнички заедници, македонци, роми и така натаму, кои се изјаснуваат како албанци или обратно. Ако се бара македонец, да се изјаснат другите етнички заедници како македонци. Ако се бара ром, да се пријавуваат албанци, турци, македонци како припадници на ромската заедница и со тоа не се спречува злоупотребата на инструментот балансер, односно постигнување на целта за рамномерно вработување согласно уставното начело за адекватна застапеност. Например, во еден од последните огласи на национални шуми за подружницата во Берово, во Делчево и во Пехчево, каде што мнозинството од населението по етничка припадност се македонци, се бараше во огласот од 22 шумски работници, 20 да бидат по етничка припадност албанци. Дали ова е злоупотреба на начелото за правична застапеност? Секако и во тој случај, јас мислам дека очигледен е фактот на злоупотреба и во тој случај органот не треба да го спроведе огласот, односно треба да го поништи. Сличен случај имавме во противпожарната единица во Скопје, каде што се бараше вработување на 4 припадници на пожарникарската единица албанци, беа пријавени сите македонци. 8 кандидати македонци и при тоа град Скопје изврши избор. Во такви очигледни ситуации мислам дека треба да се поништи огласот, истиот да се повтори и се додека не се придржува кон начелото на соодветна и правична застапеност, да не се вработуваат, бидејќи тоа е едноставно злоупотреба на таквото начело. Веќе 7 месеци во затворот Идризово на сила е кризна состојба во која армијата и полицијата се задолжени за обезбедување на затворот. Што забележавте при вашата последна посета? Има ли некакви промени? За жал, повеќе од половина година во затворот Идризово се применува одлуката за кризна состојба, која предвидува посебни мерки и режим во ова установа, а истата беше прогласена за доведување на состојбите во рамките на тоа што предвидуваат прописите и законот за извршување на санкции.
Дел од проблемите се решија, но дел останаа и во одредени сегменти дури се влошија. И тоа е само резултат на фактот што овој затвор, но и другите казнено-поправни установи во земјата се соочуваат со основниот проблем, а тоа е пребројноста, преголемата популација сместена во затворите и не само во затворите, туку и во притворските одделенија во одредени казнено-поправни установи. Рековте состојбите се влошија, во кој контекст се влошија? Се влошија во однос на пребројноста, во однос на условите под кои живеат овие граѓани кои се упатуваат на издржување казна затвор, но и од неколку дејства кои органите ги превземаа, како што беше последната акција на Министерството за внатрешни работи во полуотвореното одделение во затворот Скопје, односно Идризово. Дали во овој 7-месечен период се зголеми бројот на припадници на затворската полиција, што беше и клучна причина за воведување на кризна состојба? За жал, во делот на затворската полиција да, владата донесе одлука, Министерството за финансии да одобри дополнително вработување на 100 припадници на затворската полиција. Тие се на обука и во скоро време би требало да заврши 6-месечната обука и да се стават во функција, но потребите само на затворот Идризово се за 170 припадници на затворската полиција. А што правиме со другиот персонал? Што правиме со здравствената заштита и другите услови кои се под минимални? Ние имаме сериозни забелешки и од Комитетот за спречување на тортура на Советот на Европа, дека во Македонија практично стандардите не се исполнуваат по ниту еден критериум. И тие услови може да се подведат како нехумани и како тортура. Според истражувањето на Transparency International, народниот правобранител е третиот столб на интегритет во државата. Пред вас се Државниот завод за ревизија и антикорупцијската комисија. Како владата и државните институции се однесуваат кон вашите препораки во една ваква ситуација? Не сум задоволен од соработката со органите кон кои надлежно постапува народниот правобранител, кон владата, министерствата, другите органи и организации кои вршат јавни овластувања, бидејќи проблемот настанува уште во основата. При разгледување на годишниот извештај на народниот правобранител во Собранието за жал не ги утврдува навреме мерките за спроведување на препораките за кои се задолжува владата да постапува. Соодветно на тоа, владата има одврзани раце, односно е неодговорна за постапување по препораките на народниот правобранител. Ако треба да направите една ранг листа на 5 институции кои што условно кажано најмногу го игнорираат народниот правобранител во неговите препораки, кој ќе биде лидер на таа листа? Кои 5 институции ќе ги вброите во таква една? Обвинителствата, одредени судови, тука се и одредени министерства, почнувајќи од Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Министерството за здравство, други органи и организации кои вршат јавно овластување. Но на прво место секако би ги стаел извршителите. Во тек е изборна година. Дали би се кандидирале повторно за председател на овие избори? Не, дефинитивно не. Јас се откажав и од можноста да бидам премиер во последните 3 месеци, така да во однос на мојот политички ангажман сум ставил точка. А ви понудија да бидете вие на позицијата технички премиер? Секако. Кога ви понудија? И тогаш и во разговорите при подготвување на преговорите за техничката влада. Ви благодарам за разговорот. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.